под мотото, како што кажа, под мотото храна за гладните, а не на депонија. Повеќе организации од Македонија се организираа и стапија во акција со цел да се подигне свеста на граѓаните, вишоците храна и остатокот од храната која што ја имаат, да не ја фрлаат и да ја донираат на оние кои што немаат. Овој проект е превземен и е мотивиран од примерот во Франција, каде што е донесен посебен закон со кој што се условуваат маркетите и останатите субјекти да не ја фрлаат храната чиј што рок е при крај и да ја донираат. На вчерашната пресконференција која што имаше председателот на банката за храна Душко Христов изјави дека сепак поголем процент од храната во Македонија завршува во депонија, на депонија секако, а меѓутоа сепак од анкетите кои што они ги направиле произлезе дека поголем процент од граѓаните сепак сакаат да ја донираат храната. Се реализираше истражување во 4 града во Македонија, Тетово, Скопје, Битола и Струмица. Денеска сме во Скопје со гостинот од Франција, господинот Араш Дерамбарш, кој што е, претпоставам дека поголемата јавност го знае како еден од првите и за сега единствени луѓе кои што го донесоа законот за нефрлање храна во Франција. Тоа е една помалку од четвртина од вкупната количина храна зависи, бидејќи прашувавме ресторани, маркети, производители и дистрибутери. Различни категории различни се и оставштините на храна кои што остануваат или кои се со тесен рок. Интересен податокот дека 99% сите тие компании на крајот на прашањето одговорија дека сакаат да донираат храната, кој што евентуално би била со тесен рок на потреба. Ние спроведовме анкета на нашите граѓани и од тоа произлезе дека сепак нашите граѓани се свесни и хумани, донираат не само храна, туку и облека за оние кои што немаат. Храна јас никад не фрлам, а ми остане нешто више храна, јас давам на бездомници. Има овдека едно детенце бездомник во населбава и дома што ќе ми остане тоа, го носам и му го давам на него. Така и облека што ми останува вишек нешто и ја давам на него. Храна фрлам кај комшиите моментално, пошто околу комшиите има многу куќиња, ми останува навистина многу храна и ги храним и куќињата на комшиите. Јас сум да не се фрла храна, да се даде на сиромасите, ни храна, ни ништо да не се фрла, нити некој намештај, ништо. Се да се даде на луѓето кај што им треба. Поплави кај што има, да им отреси кај што има. Се фрла, значи се фрла храната. Не се фрла, се дава на тие што немаат. Храната ја чувам и ако е потребна на некого ја давам, не ја фрлам. Тоа е, мислам, хуман гест. Навистина, оној што не може да купи или нема, мора да му се помогне, за да бидеме солидарни и да бидеме навистина луѓе. Да напоменеме дека од банката за храна соопштија дека имаме околу 3000 корисници на овој тип храна, додека пак во последните 2 години околу 330 корисници добиваат секојдневно топол оброк. Додека пак од 2012 па се до сега е собрано 250 тони храна.